Штипските матуранти денеска го полагаат вториот задолжителен испит од државната матура, односно македонски јазик и литература. За 420 средношколци ова е уште еден важен чекор кон добивањето на дипломата и продолжување на образованието. По првиот испит одржан на 6 јуни, денеска тие повторно ги одмеруваат своите знаења според утврдениот распоред. Полагањето се реализира во просториите на Универзитетот Гоце Делчев Штип на кампус 2 и 4. Според Снежана Санева, раководителот на секторот за образование, јавни дејности и локален економски развој при општина Штип, целиот процес се очекува да помине во најдобар ред и без никакви проблеми. На 11 јуни се полага вториот задолжителен испит од државната матура, од некој од видовите на државна матура, а тоа е македонски јазик и литература, или пак на еден од јазиците на заедниците кои што живеат на територијата на нашата држава. Треба да кажеме дека во Штип полагаат вкупно 420 ученици за некој од трите видови на државна матура. Тоа се државна матура, државна стручна матура и државна уметничка матура. И се надеваме дека се ќе протече во најдобар ред. Полагањето останува со истиот распоред, како и предходниот испит, кој што се одбиваше на 6 јуни, односно во кампус 2 и кампус 4. Годинава надлежните очекуваат државната матура да се реализира без проблеми и согласно предвидените процедури. Од општината Штип велат дека се превземени сите неопходни мерки за полагањето да помине во најдобар ред. Претходниот испит помине во најдобар ред, немаше пријави за злоупотреби при полагањето. Се надеваме дека и овој втор испит ќе помине така како и претходниот и дека учениците ќе постигнат добри резултати. Инаку треба да бидат навремено таму, подготвени со соодветни знаења за да го положат. Инаку и денеска вкупно 79 тестатори се ангажирани да го следаат и надгледуваат полагањето на државната матура во градот. Од општината велат дека сите подготовки се навремено завршени и очекуваат процесот да помине без проблеми.